Продолжува чистењето на Дабнички канал во должина од 1500 метри. До сега се исчистени околу 1 километар, 1000 метри, и тоа на потегот од мостот над Касарни каналот па надолу на кај Типските куќи. Иначе редовно го чистиме овој канал, да не речам на секои 2 години. Еден апел до граѓаните, повеќе да внимаваат со хигиената и фрлањето на отпадоци во реката, бидејќи доаѓа до затнување и при поголеми поројни дождови се создаваат поголеми проблеми. Ова чистење на каналот е побарање на населбите Типски, исто тука Аличер населбата и населбата Тринзла, особено кај што живее и ромска популација. Со ова навистина ќе се заврши една голема работа во очи на големите на есенските денови, кога очекуваме и одредени дождови, не дај Боже да има поројни дождови, значи секојаш ни правеше проблеми, меѓутоа еве сега со ова чистење на каналот ќе имаме подобра, многу подобра ситуација. Чистењето на каналот во многу го подобрува изгледот на овој дел и хигиената воопшто, и мислам дека ова е направено општо задоволство на сите граѓани кои живеат во овој дел на градот и на Прилеп секако. Да ги пофалам јавното комунално претпријатие Комуналец и градежните компании кои што се ангажирани во чистењето на овој канал. Продолжуваме со чистење, останува уште 500 метри до вливот во градската река. Меѓутоа, што е битно да кажам, дека после чистењето на овој канал и после продолжувањето на изградба на кејски ѕидови на реката во горниот дел и долниот дел на речното корито, и после завршувањето ова година на проектот канализациони системи пречистителна станица, локалната самоуправа веќе подготвува еден голем капитален проект за градот, а тоа е комплетно средување на речното корито, и тоа на потегот од Малото Мовче кое е пред базенот, градскиот базен, па се до кај 4 јули. Ке имаме комплетно средување на речното корито, хортикултурно од наредната година. Значи ќе имаме тревнати површини, патеки во речното корито ќе бидат направени одредени други елементи кои што ќе овозможат спорт, рекреација и одморање во дел од слободното време на нашите сограѓани, односно ќе биде еден голем парк во централното градско подрачје. Тоа го почнуваме од година, затоа што до ова година реката, знаете, беше една од најзагадените и немаше можност да направиме такви зафати, што значи откако ќе биде направена канализацијата и пречистителната станица, ќе имаме една од најчистите реки во Македонија, ќе ни овозможи тоа на одредени делови и да има проширување, да има слапови реката и така натаму, да биде многу поинтересно централното градско подрачје. Централното градско подрачје, за да заживее подобро, со регулација на реката, со поставување, значи со проширување на одредени места на речното корито, со поставување на урбана опрема, би заживеало, луѓето би поминувале тука одреден дел од денот, би рекреирале, би одмарале, со тоа што и фактички и околните населби би заживеале исто така и би се подобрил конечно и генерално изгледот на градот, централното градско подрачје. Ние како јавно комунално претпријатие Комуналец, во соработка со локалната самоуправа и некои градежни фирми, сето она што беше исчистено од каналот на Дамничка река, го подигнавме и го сместивме во депонија Талинци. После тоа, сето она што беше растурено по улиците, си ја сработи нашата работа, ги изметивме и, како што може да видите, и се врши перење во овој дел на улицата. Колку рековте кубици изфрлено? Изфрлени беа околу 4000 метри кубици џубриште и, како што реков, сето тоа депонирано на градската депонија. Од името на јавното комунално претпријатие Комуналец би упатил апел до граѓаните кои што живеат во овој дел на градот, значи покрај каналот на Дабничка река, затоа што многу добро беше исчистен, да не фрлаат отпадоци и шут во каналот. Се што имаат од страна на смет, освен шут, можат да го остават пред нивниот дом и да се јават на нашиот телефонски број. Услугата ќе му биде дадена.
Bej, vam udare. Ja, ti vidi. Bej, vam udare.